Покрај притисоците кои се вршени од страна на професорите и од директорот, ние и понатака продолжуваме со бојкотот, имаме организирано најразлични активности и продолжуваме тука, не застануваме се додека министерот не најде слободно време да се сретне со нас и да разговара околу проблемите. Во меѓувреме, речиси во сите училишта се организираат родителски, се викаат родителите на родителска. Како гледате вие на овие вон редовни родителски? Чувствувате ли како притисок? Се викна и кај нас родителски, значи родителите беа известени преку мејл да доаѓаат во школата вонредна родителска. Има родители што не поддржуваат потполно цели класови каде што одбиваат да ги слушаат професорите и покрајните притисоци врз нив. Мал број се оние кои прифаќаат да се прекине со бојкотот, но неголеми дел не поддржуваат. Мислите дека ќе издржат сите училишта на идејата за бојкот и после празникот? Да, ќе издржат и дури мислам дека после празникот ќе прераснат нешто поголемо. Беше со плоски беше. Ви беше ветена средба неделава со министерот Адеми, меѓутоа еве денес како последен работен ден уште немате договорено ништо со него. Што понатаму? Значи, ние нема да престанеме со бојкотот, се дека министерот Адеми нема да не повика на средба со точно време и датум кога ќе биде таа одржана. Во меѓувреме како тече бојкотот? Бојкотите се во ред во моментов, нема веќе притисоци поголеми како што беа. Се е во ред, нема ништо што да се случува. Се откажа, да речеме, нас како институции се откажа, се трнаа, неќи више не присилат да излеземе надвор или внатре во училница, се вратиме. Што мислите, што ги наведе на таква постапка, да се намалат притисоци? Видоа дека не можеме, дека не можат ништо да ни направат, дека не се откажуваме, ипак пробува на помалите генерации во Карев прва и трета година, кои се во иста смена пробаа кај нив да десуваат, а во втора и четврта не пробува ништо, ни состаноци беа свикувани, ни излагаа професори, валјда поради годините кои ги имаме четврта години, поактивни кои сме, затоа ни излегува.